Малкумина работници се уште на терен работат на изградбата на панорамското тркало. Темелите се поставени. 3 години пари за него во бетон се сливаат од Агенцијата за електронски комуникации. Ниту петицијата на граѓаните која беше поднесена до градот Скопје, ниту одлуката на општината Центар за поништување на деталниот урбанистички план Мал Ринг не успеа да ја сопре изградбата на овој контроверзен проект. Новата влада се уште не покажала интерес за ова прашање. Граѓаните кои ги анкетиравме имаат поделени ставови околу дилемата што треба да се прави со овој проект за кој 8000 луѓе се потпишаат дека треба да сопре. Видите, не требаше да се почне да се гради, меѓутоа кога е почнато треба да се изгради, са парите се фрлени у Вардар. Ако не го изградат, пропаст се за државата, они пак ќе ги земат од нас парите. Владата не ги копа негде, ќе не одрат некој данок и тоа. За се пари се трошат. Сега толку пари се трошало за градот, се за тоа да правим проблем, нема смисла. И тоа нека се гради. Која ќе поминуваме со деца, со внучина, да имаме кај да седнеме, да видиме, убаво, не е лошо тоа. Треба да се направиш. Чим е почне да се заврши. Мислам дека треба да престане да се пренамерат парите. Има многу семејства на кои што им е стварно потребна помош и мислам дека тие пари би требало да се пренамерат за нив. Од друга страна пак аналитичарите се децидни. Овој проект го нагрдува градот и ја нарушува функцијата на реката Вардар. Панорамското тркало со се галиите и сето она друго што е таму поставено е навистина нешто што ником, не само на градот, го наградува до крај и тој простор го згустува уште повеќе со објекти кои што се навистина со многу проблематичен квалитет. Веќе е коритото на Вардар и самата функција на реката е пореметено. Значи, Вардар си има како река, секој град кој што е поставен на река, кој што е во близина на река, е на известен начин благословен, затоа што овозможува струење на ветришта, сосема една поинаква формирање на микроклима на самиот град. Тоа беше на времето е многу пријатно шеталиште и со кеот. Првичната цена за изградбата на панорамското тркало од 12 милиони евра досега порасна на 20 милиони евра. Судбината на овој проект е во рацете на Министерството за транспорт и врски, која издава дозволата за градба, како и во градежниот инспекторат на општината Центар, кој треба да постапува по поништувањето на деталниот урбанистички план во март годинава за Мал Ринг.